Добро, почитувани колеги пратеници, почитуван председател, јас ќе кажам, ќе дадам уште еден дополнителен предлог, за да може секој кој што има добра волја да има поширока јавна дискусија и расправа по ова прашање, да не наоѓа пречки или изговори во формата, туку политичката волја да ја преточиме во вистинска можност за поширока јавна расправа. Имено во членот 122 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија пишува дека работните тела заради извршување на работите и задачите од својот делокруг може да бараат податоци, информации од органи на државна управа. И став 2. Работното тело може на седницата да поканува научни, стручни, јавни работници и представници на општини, на градот Скопје, на јавни предпријатија, синдикати, организации, институции и здруженија заради изнесување на мислења по прашања што се разгледуваат на седницата на телото. Значи, тука нема ограничување, ова може да се направи во секој момент. И она што го кажа колегата Зендели, на таква една седница можеме да поканиме и надлежни институции од Министерство за внатрешни работи, од Министерство за правда, од Хелсиншки комитет, од било кои да се организации за човекови права кои што се занимаваат со државјанство, може да ја поканиме и бабата од Дебреште, зошто не добила државјанство 30 години, но може да го поканиме и Седат Пекер, зошто добил државјанство за 3 недели. И да видиме каде е проблемот. Може некој за Седат Пекер смета дека неговото богатство или мафијашка структура или влијание е побитно за да му се даде државјанство во 2-3 дена, да дојде од Косово и да се слика во Драчево и денеска да одмара во Валона, во вила на еден актуелен државен функционер, а на бабата од Дебрешта да не доделува државјанство во изминатите 30 години. Затоа викам дека е битно за овој закон да се разговара на поширока дискусија. Бидејќи сите граѓани се заинтересирани и правилата кои што ќе ги одредиме според овој закон треба да важат еднакво за сите граѓани, за сите државјани. Не може да има тој мафијашот од Италија, од мафијата на Нгрета поголемо право и затоа што пренесува во текот на една година 8 тони кокаин од Бразил до Западна Европа да добие државјанство во Македонија и 2 пати да лета за Истанбул, а некој друг што заслужува да има државјанство да остане без државјанство или да му се одбива барањето и слично. Затоа сметам дека не треба да бегаме од јавна дискусија во било која форма. Не мора да се повикаме на членот 145, ако тој член ви пречи, бидејќи станува збор за јавна дискусија и таа е поформална, обврзува многу повеќе институции, нивни мислења и закучоци, може да се повикаме на член 122, кој што нема ограничување и во секој момент може да бидат повикани научни, стручни, јавни работници, представници на општини, јавни предпријатија, синдикати, здруженија на граѓани, институции и така натаму и така натаму. И да ги повикаме тука и бабата од Дебреште и Седат Пекер да кажат своје искуство за тоа како функционира системот за недобивање, односно добивање на македонско државјанство. Кому платил Седат Пекер 20.000 евра, како што изјави министерот, дека тоа го чини македонски пасош и државјанство, а кому не успела да плати бабата од Дебреште, што 30 години не добила државјанство. И затоа сметам дека јавна дискусија по оваа тема ќе биде од голем интерес за долгорочното утврдување на нормални, ефикасни и применливи правила за државјанството кое што му следува како право на граѓанинот кој што ги исполнува условите пропишани со закон. Благодарам многу.